Четворица се потешко повредени во упад на вооружени маскирани во скопската дискотека Процес. Собственикот Сеад Рахич, брат на пратеникот од СДСМ Есад Рахич, не исклучува политичка позадина во инцидентот. Меѓу насилниците кои синоќа со пиштоли, бейзбол палки и пендреци го демолирале клубот, препознали полицајци. За време на инцидентот во дискотеката бил синот на претседателот Црвенковски, политичари Тоше Проевски. Полицијата истражува, најавува санкции, ако утврди дека навистина имало полицајци меѓу нападачите. Снимките од безбедносните камери на дискотеката Процес сведочат за синокешниот упад на бројната група вооружени и маскирани напаѓачи. Со пиштоли, бейзбол палки и пендреци околу полнок насилно влегле и ја демолирале скопската дискотека лоцирана во градскиот трговски центар. Повредиле повеќе имена присутни во клубот, потешко двајца од обезбедувањето и двајца гости. Во тоа време во Процес, како што се тврди, биле и синот на претседателот Црвенковски, политичари, видни лекари и поп-звездата Тоше Проевски. Од правец один сумња што е кафичот, дошле во маски, значи полиција се гледа дека се полиција во маски и пред дискотеката Процес го нападнале обезбедувањето. Поточно им звадиле пиштоли, палки, ги тепале до безвес, мислам страшно нешто, тоа не може да се опише со збор. На едниот пиштол во глава му стаеле, значи до толку била работата, викале дека ќе го убиеме, ги пцуеле, има повредени гости од дискотеката што биле и така наставно општ хаос, исто и материјална штета е направена од диското. За состојбата на повредените од обезбедувањето говорат и овие аматерски снимки направени денеска во градската болница во Скопје. Раководството на болницата не дозволи екипата на Канал 5 да влезе и да разговара со повредените, иако тие се согласија на тоа. Собственикот на дискотеката Сеад Рахич, брат на пратеникот од редовите на СДСМ Есад Рахич, тврди дека групата насилници кои според него без причина упаднала и го кршила интериерот е дел од полициската единица за брзи интервенции. Ваквото тврдење според Рахич го докажуваат пиштолите, лисиците и спреот со НАТО ознаки, оставен во дискотеката по тепачката. Собственикот вели дека 3 дена пред инцидентот имале проблеми со 5 мина одмив, пијани се заканували и ги малтретирале гостите. Рахич смета дека синокешниот настан има политичка позадина. Тие се можда поранешни лавови, па се после себе. Сега ВМРО ќе пребацува на СДС, СДС ќе враќа и така дале. Јас сум од еден табор кој веќе позиција, мислам не сум инволвиран у политика, али све може да биде. Не верам дека е политичка, али после ова можам да верувам во све. Од МВР вела дека работат на расчистување на случајот, доколку се потврди дека станува збор за полицајци, строго ќе бидат санкционирани, велат од Министерството за внатрешни работи. МВР нема одговор на обвинувањата дека маскираните и вооружени насилници кои упаднаа во Процес се полицајски специјалци. Не демантира, туку најавува дека внатрешната контрола до утре ќе каже дали нападјачите се од единицата за брзо распоредување. Во тек се лекарски прегледи на 270 полицајци од оваа единица кои во саботата вечерта не биле на работа. Најдоцна до утре ќе имаме поконкретни податоци и показатели за тоа кој се учествувал во тој настан. Доколку се испостави дека тие воедно се и припадници на полицијата, ќе бидат ригорозно санкционирани, бидејќи за такви нема место во нашите редови. Значи, одиме до крај. Еден од собствениците на Процес, Сеад Рахич, бара од полицијата веднаш да ги открие имињата на насилниците кои повредија 4 лица и ја демолираа дискотеката. Рахич, кој не исклучува политичка позадина во инцидентот, вели дека ветување за расчистување на случајот денеска добил од началникот на управата за безбедност и контраразузнавање. Се видов со господинот Сашо Мијалков, директор на државна безбедност, исто коректно настапи и ми вети дека кривците ќе бидат изнесени пред правдата. Би требало до вечер да расчисти целата работа. Сите шпекулации дека не биле нивни припадници ќе биде нивна лага. Двајца од повредените во саботниот инцидент, гостинот Тони Манев и бодигардот Оливер Богоевски, денеска беа пуштени на домашно лекување. Тврдат дека тепачите биле полицајци. Полициска единица, 50 луѓе со маски и со пиштоли, не тепаа крвнички, мене сигурно 5-6 минути. Ме кажуваа луѓе, јас ги знам тие што ме тепаа, фала им многу за ова што го направија. Јас никога вака не сум повреден. Кои се?
Ги знаеме Кој ние се убаво. тие специјална Знаеме, единица цела Македонија Спебар, ги знаат сите и одговорниот предпоставени. Не може да бидат 50 луѓе со пиштоли сите. Велат дека во четвртокот во дискотеката имал инцидент со четворица припадници на единицата за брзо распоредување кои тогаш им се заканиле дека ќе им се одмаздат. Полицијата засега не сака да предпоставува дали упадот во саботата е поврзан со инцидентот во четвртокот. Реагираше опозицијата, бараат оставка од министерката Јанкуловска. Да се понесе политичка одговорност од првиот човек во безбедноста и од првиот човек во полицијата за она што се случува во Република Македонија. За помали грешки во други држави влади паѓаат.